Драги гледачи и драги пријатели, еве сме на третата тема која што носи наслов Единствената сигурност во овој несигурен свет. Во вчерашната тема зборувавме за тоа како стравот да биде заменет со потполна вера и доверба во нашиот Господ Исус Христос. Видовме дека големите луѓе на Библијата и новозаветната историја стекнале совршена доверба која го победила стравот кога го пронашле Христа и целосно му го предале својот живот на Христа, за тој да ги води, да ги промени и да ги направи повеќе од победници, како што кажува и апостол Павле. Во сето тоа стануваме повеќе од победници преку оној кој не возлюби. Во оваа денешна тема ќе размислуваме за тоа колку е несигурен овој свет, колку е дури лабилен и несигурен и нашиот живот. И ќе се потрудиме да дадеме одговор на прашањето која е нашата единствена сигурност во овој несигурен свет. Доволно е да погледнеме вести или да видиме на интернет што се случува во светот за да сватиме дека денес ништо не е сигурно. Пред неколку месеци бевме сведоци на почетокот на војната меѓу Русија и Украина. Во деловите на Украина каде се води војната, животот на луѓето кој до пред кратко време беше сигурен, сега е во потполна неизвестност и во потполна несигурност. Се зборува за се поголем број загинати луѓе. Не само војници, туку и невини цивили. Пред некое време слушнавме за тоа дека турската лира доживеала потполна инфлација за еден ден. Сите луѓе во Турција беа во паника поради неизвестноста и несигурноста. И границите се затвараат за кратко време. Се сеќавам кога беше првата криза со коронавирусот, ние бевме во странство. Еден ден си кажавме, се враќаме во Македонија по неколку дена. Но по неколку часа добивме известување дека границите се затвораат. Решивме да тргнеме веднаш за Македонија. Но кога стигнавме на границата, не можевме да поминеме. Границата беше затворена. Владее несигурност. Нештата се менуваат за многу кратко време. Гледаме како цените се качуваат за часови. Берзите пропаѓаат. Постои економска несигурност. Верувам дека и вас ве потресе случката со македонскиот автобус кој се запали во Бугарија. Замислете си ја таа слика. Се возиш во автобус и без никаква најава, без никаков претходен знак, автобусот се запалува и нештата се случуваат многу брзо. Потполна несигурност. Кој може да каже дека живееме во сигурен свет? Нашиот живот, тоа што го имаме, сето тоа е само благодарение на Божјата милост и Божјата благодат. Но мора да си поставиме уште едно посериозно прашање. А тоа е, кога ќе заврши мојот живот, што потоа? На што ја темела мојата сигурност за вечен живот? Дали постои несигурност по тоа прашање? Слушнав за една историја, но тоа е вистински настан, за една девојка која една вечер отишла на евангелско предавање. Таа вечер Бог ја упатил повик да му го предаде својот живот на него, за тој да го води низиниот живот. Тоа бил денот на низината одлука. Но таа одлучила уште еднаш да отиде со своите другарки на забава, а потоа решила да му го предаде својот живот на Исуса Христа. И кога возеле со автомобилот на половина пат, доживеале сообраќајна несреќа. И таа го загубила својот овоземен живот. И сега се поставува прашањето. Дали нејзината надеж во идниот живот е во несигурност? На крајот ќе има само две групи. Спасени и неспасени. Во која група ти ќе одлучиш да бидеш? Се зависи од твојата одлука кога Бог денес ти го упатува повикот него да го следиш и да го предадеш својот живот во неговите раце. Ова е најважна и суштински животна одлука. Во споредба со тоа, сите други нешта стануваат потполно беззначајни. Затоа ние мора да имаме одговор на следните две прашања. Која е единствената моја сигурност во овој свет кој е толку несигурен? И второто прашање. Која е исто така единствената моја сигурност во надежта да го наследам идниот свет, каде ќе царува правдата? Дали имаш одговор на овие прашања? Која е вашата сигурност во животот? Каде можеме да најдеме сигурност? Јас ќе почнам да редам поред. Па кажете ми во кој од следните нешта
е сигурноста во овој свет, а и за идната надеж. Дали во нашето семејство, дали во државата, дали во црквата, дали во некој човек. Библијата кажува, така вели Господ, проклет да е човекот кој се надева на човек и кој тело смета за своја крепост и чие срце се одвраќа од Господа. Дали нашата сигурност е на некое друго место или во нешто овде на земјата? Не. Нема ништо сигурно на овој свет. Се е несигурно. Ние дури и не знаеме што може да се случи утре, бидејќи Библијата дава јасни изјави тврдејќи дека дури нашиот живот не е во наши раце. И додека уште велат мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе ги снајде пропаст и не ќе можат да избегнат. Вие кои не знаете што ќе стане утре, бидејќи што е вашиот живот? Тој е пареа која се појавува за кратко време, па потоа исчезнува. Очигледно е дека ние не можеме да најдеме никаква сигурност во она што е овде на земјата. Мора да ја темелиме нашата сигурност за овој живот и за идниот живот, на она што на вистина, реално и вистински, може да биде моја и твоја сигурност. Оваа книга, Библијата, дава еден и единствен одговор на ова прашање. Мојата единствена сигурност и во овој свет и потполна сигурност дека ќе го наследам животот во Божјото царство е Исус Христос. Тој е оној кој е наречен Син Божи, Син човечки, Јагнето Божјо, Сјајната звезда Деница, Цар на царевите, Отец вечен, вистинитиот и верен сведок, вечен пријател, Кнез на мирот, патот, вистината и животот, Месија, Спасител, оној кој според Библијата е се во се. Во нашето прво проучување во кое време живееме, од Библијата откривме дека единствениот извор од каде можеме да ги добиеме вистинските пораки, да ја примеме светлината и вистината и Библијата и нашиот Спасител Исус Христос. Во второто проучување видовме дека големите библиски и историски личности го победеле стравот и стекнале непоколеблива вера, кога почнале да ја проучуваат Библијата и во неа го нашле Господ Исус Христос и му го предале својот живот со вера. А сега да видиме како Библијата не го открива тоа дека Исус Христос е мојата и твојата единствена сигурност. Во псалмите се запишани следните зборови. Со плеките своји ќе те осени и под крилјата негови ќе бидеш во сигурност. Неговата верност е штит и одбрана. Само тој е моја карпа и спасител мој, тврдина моја и нема веќе да се колебам. Господе, биди ми карпа за моје прибежиште. Изведе ме на место сигурно, зашто ти си моја крепост и моје прибежиште. Ми даваш сигурност за моите чекори и нозите мои не се подизнуваат. Господ е моја карпа, моја тврдина и мој избавител, Бог мој, засолниште мое, во кое се засолнувам, мој штит, сила на спасението мое и крепост моја. Во Бога е моето спасение и мојата слава. Бог ми е силната карпа и прибежиште мое. Не бојте се и не плашете се. Нели одамна те соопштив и предскажав? Вие сте мои сведоци. Има ли Бог освен мене? Не, друга карпа нема. Јас те познавам, така кажува нашиот Спасител. Бог, оној кој те љуби, денес сака да те увери дека тој е единствената сигурност на твојот живот. Единствената сигурност во овој несигурен свет. Тој те уверува преку зборовите на Библијата, која е писмото што тој ти го праќа лично на тебе. Зборовите на Библијата се израз на самите Божји мисли, напишани со човечки јазик. Зашто ниедно пророштво од писмото не е собствено кажување на пророкот, зашто никогаш според човечката волја не е изречено пророштво, туку светите Божји луѓе зборувале поттикнати од Светиот Дух. Светиот Дух ни зборува од Библијата и ни помага правилно да го разбереме Бога и да го запознаеме. И уште повеќе од тоа, Библијата тврди дека Исус е самото Божје Слово. Тој, Бог, лично дошол овде на земјата
за да те увери во неговата љубов, за да те повика да се потпреш на него, прифаќајќи го за твоја единствена сигурност. Апостол Јован тоа јасно го кажува со следните зборови. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Во него беше животот, и животот им беше светлина на луѓето. И Словото стана тело и се всели меѓу нас, полно со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Самиот Исус тврди за себе си: јас сум патот, вистината и животот. Бог ни се открил во личноста на Исуса Христа, нашиот Спасител и нашиот најголем пријател. Тој ти се обраќа на тебе, драги пријателе, со овие зборови. Со вечна љубов те засакав и затоа останав милостив кон тебе. Ете, на своите дланки сум те врежал, твоите ѕидишта секојаш се пред мене. Зашто кој те допира тебе, тој чепка во зеницата на окото мое. Според тоа, во овој несигурен свет, ние можеме со сигурност да се потпреме на оној кој е нашата единствена сигурност. Мојот и твојот Спасител, Исус Христос. Тој ни се открива во Библијата. Тој ни го дарувал и Светиот Дух за да не поучи, да не поведе, да го запознаеме Бога, онаков каков што е. Бог на љубовта кој е спремен да даде се и да направи се за тебе и за мене. Според тоа, колку е важно да ја проучуваме Библијата со цел да го запознаеме Бога. Зарем денес не е времето да ги земеме нашите Библии и да ги проучуваме како никогаш порано? Едно момче поминувало покрај гробовите и неговиот поглед се запрел на една надгробна плоча. На неа биле запишани следните зборови. Застани, пријателе мој, пред да продолжиш. Како ти што си сега, така некојаш бев јас. А како што сум јас сега, така ти наскоро ќе бидеш. Зато подготви се да ме следиш. Но на момчето не му се допаднале многу овие зборови, затоа зел креда и ги запишал следните зборови. Да те следам, не сум согласен, се додека не знам каде си отишол. Дали си во несигурност во врска со твојата надеж за вечниот живот? Библијата ни кажува дека не треба да бидеме во несигурност во врска со ова прашање. Бидејќи самата Библија, самиот Бог ни објавува дека единствената наша сигурност за животот после овој несигурен живот на земјата, исто е нашиот Спасител Исус Христос, кој е објавен во Библијата, Божјото Слово. Исус во својата првосвештеничка молитва ги кажал овие зборови. А животот вечен е тоа, да те познаат тебе, единиот вистински Бог, и испратениот од тебе, Исус Христос. А апостол Јован во Евангелието и своето прво послание ни кажува: кој верува во Синот, тој има живот вечен. А потоа кажува: а сведоштвото е тоа дека Бог ни дарувал живот вечен, и тој живот е во неговиот Син. Кој го има Синот Божи, тој го има и тој живот. Но кој го нема Синот Божи, го нема тој живот. Драги пријателе, дали го имаш Синот Божи, Исус Христос? Денес Бог ти се обраќа на тебе со следните зборови. Може ли жена да го заборави породот свој, а да не се смилува на чедото од својата утроба? А и кога би го заборавила, јас нема да те заборавам тебе. Бог те врежал на своите дланки. Тој ти има тебе секогаш пред своите очи. Денес Бог повторно ти упатува повик целосно да му го предадеш својот живот на твојот Спасител Исус Христос. Само тој е твојата вечна надеж, единствената сигурност, единствената твоја сигурност во овој несигурен свет. Драги пријатели, има ли за тебе нешто поважно од тоа? Да дојдеш кај Христа и да се фатиш за неговата рака сега, уште денес, уште сега. Верувам дека тоа е твојата одлука денес. Да му го предадеш својот живот на Христа, твојата единствена сигурност во овој несигурен свет. На крајот ќе завршиме со молитва.
Господи Исусе, Ти ни откриваш дека Ти си нашата единствена сигурност во овој несигурен свет. Но не само за овој живот овде, туку и за надежта во вечниот живот. И Ти не повикуваш, Господи, нашиот живот ние да го предадеме во Твоите раце. Сега, Господи, мојата одлука е да дојдам кај Тебе, бидејќи Ти ме повикуваш. Сега е времето кога Ти ме повикуваш, Господи, и јас сакам да Ти го предадам мојот живот за Ти да го водиш, бидејќи Ти си мојата единствена сигурност во овој несигурен свет. Те молам, Господи, Ти ме води и чуј ова молитва во името Христово. Амин.